50 минути. Толку време учениците и вработените во основното училиште Димитар Македонски во Лисиче ја чекаа делегацијата предводена од председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Поводот – свечено пуштање во употреба на така наречено повеќенаменско игралиште. А зад свечената лента – министри, градоначалници, директори на државни институции. Но ножици не добија сите. За функционерите ножиците, за партискиот представник Груевски, аплаузите и благодарноста. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на градоначалникот на општината Аеродром, на сите вработени, на директорката на ова училиште кое што патем ќе добие за кратко време и нов изглед, но и на сите вработени во ова основно училиште за максималната поддршка што ја дадоа во контекст на изработката и изградбата на ова спортско игралиште, а секако најголем поздрав и најголема благодарност сакам да упатам до господинот Никола Груевски, кој што во изминативе години во континуитет дава поддршка на спортот и на спортските проекти, а јас верувам дека така ќе продолжи во иднина. По благодарноста следеше и тест на инвестицијата. Представниците на граѓаните шутираа, но славата отиде кај партијата. Господине Груевски, се појавувате на секој владин проект на промоција. Дали уште се чувствувате како премиер? Јас сум председател на ВМРО ДПМН. Но учествувате на презентација на владини проекти, а веќе не. Учествувам секаде каде што ме викаат и учествувам во својство како и секој друг граѓанин. Како што чувствувате како премиер? Не можам да се чувствувам, јас сум председател на ВМРО ДПМН. Господин Груевски, вие се чувствувате ли за премиер? Не се чувствувате? Не, јас ве прашам зашто не прашам. Дали се чувствувате за премиер? Да, но не учествувам и на владини проекти. Да, значи се чувствувате, така? Не се чувствувам. Рековте да, но не учествувате на проекти, така? Не, реков дека не промовирам владини проекти бидејќи не сум премиер. Ја не промовирам, јас дојдов со сите граѓани тука. Остатоците од старото игралиште останаа во дворот како потсетник дека инвестициите се потребни и однатре. Најавија и реновирање на училиштето, но со побрзи рокови се поважните инвестиции. Но она што е најбитно, годинава ќе продолжиме со изградба на нови капитални проекти во делот на спортската инфраструктура. Некаде на почетокот на есента продолжуваме со изградба на 18 фитнес зони во исто толку општини во Република Македонија. Ќе започнеме со изградба на отворениот пливачки базен во општината Шуто Ризари. На крајот, отчетот се даде пред партијата, а не пред државата. Ова ќе испадне во суштина трет излез. Кај Јасно, така? Кај булеварот. И второ исто така намо кај хотел Русија, значи према новиот хотел Хилтон, Ивица го прави новата улица која што е сервисна улица на булевар Растов, а ние ќе уредиме хортикултурно заради тоа што од булевар Србија на кај хотел Русија сега е навистина многу има несрезано триви 300 чуда, така да тој дел ќе види што така многу добро. Така што аеродром град во град ќе искочи. Ќе пак искочи така. Најдобра населба до себе беше. Сега кој што слушам, уште подобра ќе биде. Нема проблем, само напред и